Ви благодарам што сте на К1 телевизија и во ова информативно издание ви донесуваме вести од економија, политика, живот и земјоделие. По трите настани на денот започнуваме. Останете со нас. Стечајната постапка за Фени Индустри останува кај основниот суд во Велес. Македонија годинава ќе забележи економски раст од 1,5%, што е најниско ниво во последниве години, според прогнозите на Светска банка. Почна откупот на тутунот. Тутунопроизводителите очекуваат повисока цена. Основниот суд Велес останува надлежен за водење на стечајната постапка на Фени Индустри. Ваква одлука донесе Врховниот суд на Република Македонија, откако го одби како неоснован предлогот на Фени Индустри за определување друг местно надлежен суд за водење стечајна постапка. На 29 овој месец Основниот суд Велес закажа рочиште за испитување на условите за отварање на стечајна постапка на должникот Фени Индустри. Ова доаѓа откако Врховниот суд денеска донесе одлука дека неосновано е барањето на Фени Индустри за изземање на Велешкиот основен суд. Во понеделникот пред новинарите, Енекот постапката за изземање ја правдаше со економичност на судскиот процес. Но ова за многумина, а веројатно и за правниот застапник на компанијата, беше за скривање на вистинската причина или барањето на дополнителни денови за директни разговори со комерцијалните банки. Поради присуството и поради тоа што стечајниот управник е од Гостивар, ако не се лажам, и затоа денеска беше побарано, меѓутоа тоа беше еден од начините исто така да во конкретна ситуација се добие време за да со банките може да се разговара понатаму на оваа тема. Стопанска, комерцијална и Силк Роу банките се трите најголеми доверители. Комбинатот нив им должи околу 40 милиони евра. Банките се иницијатори за отварање на предстечајна постапка. Стечајниот управник Мирослав Анастасиевски смета дека стечајот е најдоброто решение на комбинатот. Синдикатот со спротивно мислење тие бараат до изнаоѓање на крајно решение за Фени, сите 850 работници да ги задржат своите работни места. Инаку колкав е официјалниот долг на Фени Индустри, за сега не се знае. Енекот во понеделникот обелодени дека сега и управата за јавни приходи се јавува како нов доверител со побарување од 5,5 милиони евра. 60 милиони евра беа првичните проценки на долгот на Кавадаречки Фени. Македонската економија годинава ќе бележи раст од 1,5%, а вгодина од 3,2 предвидува Светска банка. Најнискиот раст во регионот според монетарците е резултат на продолжената политичка криза во земјава. Главен двигател на растот се очекува да биде приватната потрошувачка како резултат на се поголема вработеност, како и зголемувањето на инвестициите поврзани со изградбата на двата автопата. Македонија годинава ќе забележи економски раст од 1,5%, што е најниско ниво во последните години, се прогнозите на Светска банка објавени во редовниот економски извештај за Македонија. Во 2015 година растот изнесуваше 2,8%, а во 2016 2,4%. Според Светска банка, следната година растот на економијата се очекува да достигне 3,2%, а во 2019 година да изнесува 3,9%. Светска банка предупредува дека треба да се обезбеди фискална одржливост, што значи државата поефикасно да ги собира парите од дануците и повнимателно да ги троши, односно на начин што би поттикнал поодржлив раст.
Во извештајот се нагласува дека Македонија, како и регионалните економии, нема доволно фискален простор за поддршка на растот, што значи дека најголем дел од парите што ги собира државата ги троши на плати, пензии и социјални придонеси, а многу малку остануваат за капитални инвестиции. Што се однесува до вработувањето, бројот на вработени во 2016 година се зголема за 2,5% и за 2,7% во првата половина од оваа година. Од Светска банка потенцираат дека мерките на владата, односно субвенциите кои ги добивале работодавачите, позитивно влијаеле на вработувањето и економскиот биланс. Представниците на Светска банка ги посочија проблемите со кои земјата се соочува или може да се соочи, но не дадоа конкретни препораки за тоа што треба да се направи. Нивните предупредувања се дека земјата старее. До 2040 година прогнозираат дека за 40% ќе се зголеми бројот на стари лица, но нема препораки од нивна страна за зголемување на старосната граница за пензионирање. Големите предпријатија ги отворија пунктовите за откуп на тутунот од годинешнава реколта. Жолтото злато ќе се превзема во над 160 откупни пунктови. Се планира да бидат откупени 26.500 тони тутун од над 28.000 кооперанти. Започна откупот на годинашната реколта на тутунот. Од 28.000 кооперанти оваа година планирано е да се откупат 26.500 тони. Иако годинава родот е помал, истиот е многу поквалитетен, поради што тутунарите очекуваат да се постигне повисока цена. Големите предпријатија ги отворија пунктовите за откуп, а истиот ќе се презема во над 160 пунктови. Од Сојузот на тутунските здруженија велат дека мострите се подигнати, а 9 откупувачи имаат банкарски гаранции дека ќе го платат родот. Се очекува откупот да заврши до 20 февруари. Цената на тутунот по килограм за ланската реколта беше 196 денари по килограм. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во октомври 2017 година во однос на истиот месец од претходната година, кај импутот е зголемен за 0,6%, а кај аутпутот се бележи зголемување од 3%. Индексот на цените во земјоделството во октомври 2017 во однос на истиот месец од претходната година кај инпутот е зголемен за 0,6%, а кај аутпутот се бележи зголемување од 3,0%, објави Државниот завод за статистика. Во октомври 2017 во споредба со октомври 2016 индексот на цените на инпут 1 тековно потрошени средства во земјоделството изнесува 100,7, а индексот на цените на инпут 2 средства наменети за инвестиции во земјоделството изнесува 99,0. Во делот аутпут во октомври 2017 во споредба со октомври 2016 индексот на цените на растителното производство изнесува 104,1, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 100,5. Председателот на Советот на општина Велес Душко Петров денеска на пресконференција информираше дека во законски определениот рок советниците ги изгласале предлог програмите за 2018 година. Општината ќе ја подобрува патната инфраструктура, осветлувањето, водоводната и канализационата мрежа. Советот на општина Велес изгласа годишна програма за уредување на градежно земјиште, според која следната година во Велес ќе се реконструираат горен број на улици, ќе се изградат подпорни зидови, ќе се подобри јавното осветлување. Пред се да напоменеме дека во оваа програма поголемо внимание е посветено на повисоките делови на нашиот град кои што до сегашната власт биле занемарени. Во текот на следната година се планира реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, но и зголемување на активностите за изградба на канали за одведување и пречистување на отпадни води. СВРШ поднесе кривична пријава против 3 лица заради постоење основи и сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори.
Колешката Валентина Михайловска со повеќе детали. 3 лица се здобија со кривични пријави од страна на СВР Штип поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Станува збор за 22 годишен кумановец, 23 годишно момче од село Кучичино и 21 годишно момче од Велес. Како што информира МВР, според документираните сознанија на истрагата, пријавените откако претходно се договориле, неовластено заради продажба да набават поголема количина на опојна дрога марихуана завчера со патничко моторно возило Volkswagen Vento со штипски регистарски таблици, управувано од ИВ од Штип, заминале во Куманов. Таму од непознато лице купиле поголема количина на опојна дрога марихуана, пошто ја пренеле марихуаната во Штип, односно во куќа на улица Сутјеска, каде што како подстанар живеел трето пријавениот ТШ. По претходно добиени оперативни сознанија од страна на полициски службеници, преземени се мерки за документирање на случајот и со обезбедена наредба од Основен суд Штип, извршен е претрес на тројцата пријавени и во куќата на улица Сутјеска, при што се пронајдени и одземени се вкупно 1 килограм 340 грама наркотична дрога марихуана, спакувана во неколку најлонски кеси, со намера истата да ја продаваат на лица уживатели на дрога. Од страна на судија на претходна постапка на пријавените, одредена им е мерка притвор во трајање од 30 дена. Годишен велешанец бил нападнат од 4 лица синоќа на 30 на минути пред полноќ во близина на спортскиот центар Кале. Тој бил сместен во интернатот Здравко Цветковски, настанот го пријавил во единицата за информации команда Скопје. Имено 4 непознати лица извршиле разбојништво врз него. Го пресретнале, едно од нив извадило нож, а останатите го претресувале и при тоа му пронашле и одзеле 700 денари. Се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за расчистување на случајот. Потребно е задолжително превривање на водата за пиење за граѓаните кои се снабдуваат од водоводот Лукар. При последното редовно мерење на Центарот за јавно здравје констатирано е отсуство на риздулетен хлор. Инаку во Кавадарци и деновиве наврнаа 58 литри на метар квадратен и поради обилните дождови дојде до заматување на водата за пиење. Влажниот бран кој деновиве ја зафати Македонија донесе обилни врнежи од дожд. Според мерењата извршени во метеоролошката станица во Кавадарци, наврнале околу 58 литри на метар квадратен, што е висока бројка. Ова се информации според последното мерење кое е извршено денеска во 11 часот, соопшти Доне Илов од локалната самоуправа. Со оглед на поројните дождови, водата за пиење од регионалниот центар Лукар е заматена и потребно е задолжително превривање доколку се консумира. При последното редовно мерење на Центарот за јавно здравје констатирано е отсуство на резидуален хлор. Во координација со јавното претпријатие Комуналец се започна со максимално хлорирање на водата се до нормализирање на состојбата, нагласи Трајче Ризов, специјалист по хигиена. При тоа додаде дека и понатаму редовно ќе се следи исправноста на водата и ќе бидат земени нови мостри. Се до моментот додека се нормализира резидуалниот хлор во водата, на сила ќе биде препораката за задолжително превривање на водата. Препорака која покрај за кавадарчани важи и за жителите на Неготино и Росоман, кои исто така се снабдуваат со вода од регионалниот водовод Лукар. Двата аеродрома во државава бележат рекорден број на превезени патници. Заклучно со октомври од Скопскиот Александар Велики и Охридскиот Свети Апостол Павле се превезле 1.731.098 патници, што е зголемување од 12,8% споредено со истиот период лани. Само во октомври годинава од двата аеродрома превезени се вкупно 184.393 патници. Вестите од Македонија. Владата на последната седница го усвои предлогот за зголемување на акцизата, што значи зголемување за 3 динари на дизел горивото кое се користи како погонско гориво и на гасното масло кое се користи како гориво за грејење.
Покрај горивото кое се користи за автомобилите, за 3 динари ќе скокне и акцизата на нафтата за домаќинство кое се користи за грејење. Со тоа, од почетокот на идната година, акцизата на дизелот ќе се зголеми за 3 динари, а заедно со тоа ДДВ-то ќе чини над 3,5 динари за 1 литар дизел гориво. Според статистиката, за 20 месеци цената на дизелот е зголемена за цели 15 динари. Дополнително од јануари со зголемувањето на акцизата со владината одлука, дизелот ќе поскапе за дополнителни 3,5 динари. Во јануари 2016 година, литар дизел се точеше по 39 динари на бензинските пумпи. 20 месеци подоцна, односно во ноември 2017 година, цената на дизел горивото изнесува 54 динари, согласно цените кои во понеделникот ги објави регулаторната комисија за енергетика. Во јануари 2016 година Euro Super BS95 чинеше 57,5 денари. Новата цена на Euro Super BS95 изнесува 66,50 денари. Euro Super BS98 се продаваше за 59,5 денари, додека дизелот чинеше 39 денари за литар. Сега литар Euro Super BS98 чини 68,50 денари, а Euro дизелот се продава за 54 денари. Раст на продажните цени во септември бележат индустриските производи. Според последните податоци на Државниот завод за статистика во септември 2017 година, продажните цени на производителите на индустријски производи на странски пазари се повисоки за 0,5% на месечно ниво, а за 6,4% на годишно ниво. Во септември 2017 во споредба со август 2017 година, продажните цени на производителите на индустријски производи на странски пазари се пониски во секторот рударство и вадење на камен за 5,7%, а во секторот преработувачка индустрија се повисоки за 1,4%. Во септември годинава, во споредба со септември лани, продажните цени на производителите на индустријски производи на странски пазари се повисоки во секторот рударство и вадење на камен за 39,4%, а во секторот преработувачка индустрија за 3%. Најмалку 18 лица загина кога бомбаш самоубиец се разнесе пред сала за венчавки во афганистанскиот главен град Кабул. Напаѓачот безуспешно се обидувал да влезе во зградата каде се одржувал политички состанок, пошто при проверката од безбедносните сили ја активирал бомбата. Во моментот на експлозијата во салата биле присутни приврзаници на гувернерот на покрајната Бат Ата Мухамед Нур. Джихадистичката група Исламска држава ја превзеде одговорноста за денешниот напад во Кабул. Вестите од светот. Околу 200 мигранти баратали на азил од Солун се упатиле кон грчко-македонската граница со цел да ја преминат и преку Македонија да го проложат патот кон земјите членки на Европската унија. Во центарот на Солун грчката полиција, користејќи опрема за сузбивање на неред, ги сопрела мигрантите кои што биле од Сирија, Ирак и Сомалија. Грчките медиуми, повикувајќи се на изјави од тамошните лица, пренесуваат дека мигрантите стигнале во Солун по повик упатен на социјалните мрежи со цел да протестираат против неможноста да преминат во други европски земји. Медиумите пренесуваат изјави на мигрантите кои што планирале пешачејќи да поминат околу 70 километри кон север до граничниот премин и Домени, каде до пред скоро една година имаше бегалски камп. На јахта во водите пред источниот брег на Австралија запленети се над 700 килограми кокаин. Истиот имал вредност од 186 милиони долари. Австралиската полиција акцијата ја реализирала во соработка со властите на Полинезија и во истата приведени биле тројца мажи. Нил Гохан, помошник началник на Австралиската сојузна полиција, во изјава за тамошните медиуми рекол дека не е чудо што организираниот криминал се пушта во софистицирани обиди, кои вклучуваат пловидба по океани на мали пловила со цел криумчарење на дрога. Под влијание на циклонска активност до петок ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат обилни. Во петок во југозападните делови ќе има пообилни врнежи. Од утре до сабота локално се очекува да наврнат уште над 40 литри на метар квадратен.
Најмалку врнежи се очекуваат во крајните источни делови. Во сабота интензитетот на врнежите ќе се намалува, од недела ќе има опаѓање на температурата и повремени врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места и врнежи од снег. Тоа се метеоинформациите, а сега пред да ги завршиме вестите, ви донесуваме уште една информација. Музичкиот состав Dream Team, кој веќе 2 децении создава своја авторска музика и настапува по цел свет, синоќа го промовираше првиот видео спот од проектот Етно Балкан. Првата numera од Етно Балкан е микс на музички парчиња од македонскиот фолклор, латино-ориентален дел, но и композиција во фанк ритам. Да погледнеме дел од спотот. Тоа е се за овие вести, почитувани. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.